Почитувани пријатели, ви покануваме да ја следите нашата нова утринска емисија под наслов Добро утро на радио Гласна надежда. Секој понеделник и петок со почеток во 9 часот. Емисијата ќе изобилува со нови содржини и прилози. Програмата ќе се емитува во живо во студиото, а ќе се емитува на Facebook страната на радио Гласна надежда. Се гледаме. Почитувани гледачи, добро утро. Среќен поздрав од студиото на радио Гласна надежда. Еве не и денеска повторно заедно да продолжиме нашата и ваша емисија Добро утро, која се емитува секој понеделник и петок со почеток во 9 часот. Денеска сме 23 јуни, петок 2023 година, или 174 ден во оваа тековна година. Како што и сами приметувате, веќе навлеговме во летото, температурите се покачија, така да веќе еве неколку денови како е спарно, доста е топло во Македонија, односно еве во Кавадарци. Утрово е измерена 24 степени температура, така да ќе се искачи до 34 денеска во Теквишијата. Така ќе имаме топло време и во останатите делови на нашата земја. Еве во крајно западните ќе биде посвежо од 15 до 26, тоа е тамо некаде Дебар, Тетово. Во Скопската котлина од 17 до 34, Команово исто така ќе биде до 30, посвежо ќе биде во Беровскиот регион до 28, Струмица, Гевгелија најтопло до 35, Пелагонија до 31 степен и малку посвежо ќе биде во Охридскиот регион од 16 до 30 степени. Предпладне сончево и топло со мала до умерена облачност, попладне претежно во планинските подречја ќе има услови за изолирана нестабилност со пороен дожд, грмежи и засилен ветер, краткотрајно во вид на невреме со услови за појава на град. Ќе дува слаб до умерен ветер од променлив правец. Денеска УВ зрачението ќе биде доста високо 8, така да внимавајте кога сте изложени на дневното сонце. Во Скопје сончево и топло, попладне ќе има услови за краткотрајен пороен дожд, проследен со грмежи, краткотрајно во делови во котлината во вид на невреме. Ќе дува слаб променлив ветер. Еве тоа е прогнозата. Утре веќе малце ќе имаме промена. Се очекува грмежи во попладните часови и дожд, нестабилно со порен дожд, грмежи и заселен ветер, локално во форма на краткотрајно невреме. Утре УВ зрачението ќе биде 7. Во Скопје ќе биде слично времето, претежно сончево, а во попладнените часови вечерните ќе има повремен порен дожд, грмежи и засилен ветер. Утре температурата ќе биде малце пониска за кој степен, но на дневната ќе се искаче до 34, а во другите делови ќе биде од 23 до 31 степен. Како и да е, лето е, се очекува да биде и топло, но еве отеднаш, пред неколку денови беше доста свежо времето, вранежливо и сега веќе веднаш влеговме во летниот период. Што се однесува до состојбата на патиштата, сообраќајот на државните патишта се одвива непречено по суви коловози. Интензитетот на сообраќај на патните правци надвор градските средини е зголемен. На граничните премини има зголемена фреквенција према Богородица, односно према соседна Грција. Се чека некаде околу 45 минути. На останатите гранични премини од македонска страна нема подолги задржување за влез и за излез од нашата држава, бидејќи Грција е со море и многу туристи од соседството се упатени кон соседната држава Грција, затоа имаме и гужва, односно чекање скоро до 1 час. Но како и да е, снабдете се со вода кога тргнувате на пат, бидејќи може да има и застои на поедини делови од вашето патување. Што се однесува до рубриката на денешен ден, еве да видиме што се случило на денешен ден во минатото, почитувани гледачи.
денеска рековме сме 23. јуни. Во 1501 година португалскиот морепловец Педро Кабрал се вратил во татковината од патувањето кога Бразил го прогласил за посет на Португалија. Во 1633 година судот во Рим, составен од црковни лица, го осудил Галилео Галилеј на доживотна робија, а неговите дела ги забранил како опасни за христијанскиот свет. Тој работел на откривањето на тајните од областа на астрономијата. Во 1608 година го конструирал првиот телескоп со кој дошол до нови сознанија за движењето на Земјата и на другите планети. Знаеме дека бил осуден Галилео ради своите толкување дека сепак Земјата се врти. Во 1668 година во Неапол е роден Джовани Батиста Вико, италијански филозоф, се смета за основач на филозофијата, на историјата како научна дисциплина и на психологијата и културата. Умрел во Неапол на 21. јануари 1744 година. Во 1877 година на денешен ден во селото Козлица е роден Јордан Силјанов Пиперката, еден од најхрабрите и најпопуларните револуционери и војводи од времето на Илинденското востание. На денешен ден, 1894 година, роден англискиот крал Едвард VIII, кој на престолот застанал во 1936 година, но од круната се откажал истата година под притисок на владата и парламентот. На денешен ден, 1915 година, во Прилеп е роден Кузман Јосифовски Питу, народен херој на Македонија. Бугарската полиција губила во Скопје на 25. февруари 1944 година. Денешен ден, 1956 година, полковникот Гамал Абдал Насер бил избран за председател на Египет. Во 1994 година на денешен ден Јужна Африка по децени меѓународна изолација поради политиката на апартхеид се вратила во Генералното собрание на Обединетите нации. 2001 година на денешен ден во близина на гробишата меѓу селата Брњарци и Арачиново Скопско од нападите на албанските терористи животот го загубиле тројца припадници на МВР на Република Македонија. Знаеме, тогаш се случи тој воен конфликт во Македонија во 2001 година. На денешен ден, во 2016 година, починала легендата на македонскиот радио и телевизиски хумор Емил Унџел, алијас Селим Селими. Тој ќе остане препознатлив по улогата на популарната хумористична серија Хихорико, така да еве ние постарите се сеќаваме за овој глумец. Еве уште еден податок, на денешен ден 2016 година мнозинството британци по референдум се изјасниле за истапување на Велика Британија од Европската унија. Според резултатите од преброените гласови од сите избирачки окрузи, сега има податоци, значи знаеме дека денеска Англија не е повеќе во делот од Европската унија. Еве, почитувани гледачи, тоа беа почетните сервис информации за времето и рубриката на денешен ден. Одеме сега да ве поздравиме со една убава христијанска песна. Na 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 na. Колку тешко беше, Боже, кога не те познава,
Какви дела правев Боже, од нив се засрамува. Мојот живот, Боже мој, Ти го давам да е Твој. Јас те молам, земај го, од корен Ти промени го. Мојот живот, Боже мој, Ти го давам да е Твој. Јас те молам, земај го, од корен Ти промени го. Кога пак те запозна, сите ме напуштија. Татко, мајка, другари и моите дома најблиски. И клекнав јас на колена, ни сози редев молитва. Те молам, Боже, помогни, кај мене дома врати ги. И клекнав јас на колена, ни сози редев молитва. Те молам, Боже, помогни, кај мене дома врати ги. Тогаш како од една тагата ми загина, моите пак се вратија и таков ме засака. Колку, Боже, голем си, семејство ми поврати, радоста се врати пак, фала Ти за секогаш. Колку, Боже, голем си, семејство ми поврати, радоста се врати пак, фала Ти за секогаш. Имам желба последна, те молам Ти исполни ја, на небо заедно со нив, Исус да не почести. На тоа море стаклено, со цело Божјо семејство, Тебе да те видиме, низ вечност да те славиме. На тоа море стаклено, со цело Божјо семејство, Тебе да те видиме, низ вечност да те славиме. Мојот живот, Боже мој, Ти го давам да е Твој. Јас те молам, земај го, од корен Ти промени го. Продолжуваме со нашата емисија. Почитувани гледачи, вие следите утринската програма на Радио Глас на надежта. Следуваат рубриките Капки на мудроста и читање делови од Светото писмо. Еве неколку капки на мудроста. Неволите воглавно ги создаваат оние кои ништо друго не создаваат. Најпразен човек на светот е оној кој е полн со себе. Старата заблуда е секогаш попопуларна од новата вистина.
Pravi dobro, pa se nadevaj na dobro. Човекот се плаши од староста, иако воопшто не е сигурен дали ќе ја дочека. Староста на сите нам ни е единствената сигурна иднина. Уште во младоста треба да го отсечеш стапот на кој ќе се потпираш во староста. Кога сиромаштијата ќе влезе на врата, љубовта излегува низ прозорецот. Лесно е да се биде дарежлив со туги пари. Колку повеќе даваш, толку повеќе имаш. Еве, со ова завршуваме во рамките на ова рубрика Капки на мудроста. Одеме сега да го проследиме, да го прочитаме 73-тиот псалом. Е многу интересен, полн со силна содржина. Бог е навистина добар кон Израел, кон оние што се со чисто срце. А мене за малку не ми се лизна стапалата. Скоро ми се беа сплеткале нозете. Бидејќи им позавидив на повозрастните, гледајќи го напредокот на грешниците, зашто до својата смрт немаат маки, а нивните тела се здрави и јаки. Не ги чувствуваат човечките тегоби, нив не ги измачуваат човечките болести. Поради тоа гордоста им е гердан околу вратот, а насилството им е наметка. Пороци извираат од нивните корави срца и зли мисли преку секоја мерка. Се подбиваат и говорат злобно, од високо се закануваат со насилство. Нивните усти небото го проколнуваат, односно го присвојуваат, а нивните јазици земете ја запоседнуваат. Зато народот кај нив се обраќа и обилно пие од нивната вода. И уште вели, како може Бог да дознае, може ли воопшто Севишниот да знае? Ете, такви се грешниците, безбрижно живеат и се богатат, а јас, зарем напразно си го пазев срцето чисто и живеев непорочно. Секој ден рани добивав и секој утро маки поднесував. Ако речев ке бидем јас како нив, твојот род ке го изневерив, се обидував да го сватам сето ова, но претешко беше за мене тоа. Се додека не дојдов во Божето светилиште, тамо разбрав каков им е крајот. Па на лизгово место ти ги поставуваш, до целосно пропаст ги соборуваш. Колку ненадејно пропаѓаат, в ужас исчезнуваат. Како сон после будење, така како привид ке си избришиш, штом ке станеш, Господе. Кога срцето ми беше растревожено и кога душата ми беше огорчена, тогаш бев неразумен и без знаење, како некој скот бев пред тебе. Но од сега везен со тебе ке бидам, ти ме држиш за десната рака, ме раководиш според советот твој, за потсмев да ме земеш во славата, за потем да ме земеш во славата твоја. Кого имам на небото освен тебе, Господе, а нема ништо ни на земјата што би го пожеловал повеќе од тебе. Телото и срцето може да ме изневерат, но Бог ми е снага на срцето и мое вечно наследство. А ете пропаст ке ги снајде отпадниците, ти ке ги истребиш неверниците. За мене пак е милина Божета близина да го имам Јахве мојот Господ како закрила. Твоите дела ке ги огласувам пред градските порти на Сионската керка. Еве, почитувани гледачи, го прочитавме 73-тиот псалам. Всушност тоа е Асафов псалам, иако ние ги читаме во Давидовите псалми, како и останатите негови пишани работи, но како е да е, овде се прашува и царот Давид, и Асаф, што се случува со безбожниците, меѓутоа кога влегол, зошто напредуваат безбожниците, кога влегол во храмот Господов, тогаш тој сватил каков ќе биде крајот на тие безбожници. Може би денеска оние кои не веруваат во Бога напредуваат, се радуваат, живеат без проблеми, но крајот ќе биде сосема различит
за едните и за другите. Сепак Давид вели, за мене подобро ми е да бидам покрај Господа. Ти ме држиш за десната рака, ме раководиш според советот Твој, за потем да ме земеш во славата Твоја. А ете, пропаст ќе ги снајде, ќе ги снајде отпадниците, ти ќе ги истребиш неверниците. Крајот сепак Бог ќе го каже, според неговата воля. И затоа се исплаќа да бидеме денеска со Господа, да го следиме неговиот пат, без разлика што луѓето можеби ќе не повредуваат, ќе не навредуваат, ќе не нарекуваат можеби нововерци или некој друг назив ќе ни дадат, сепак да го следиме и во денешниот ден, и во сите наши денови патот Господов, зашто Исус рекол, јас сум патот, вистината и животот. Одиме со уште една песна да продолжиме нашата емисија. Koliko sam puta pogrešio ja, mislio sam se ja dobro znam, ali život ovaj prevariti zna, često puta ostao sam sam. Sve sam u životu probao ja, malo toga dobro bilo je. Okreće se nova stranica, nek sa Bogom život otpočne. Sve sam u životu probao ja, malo toga dobro bilo je. Okreće se nova stranica, nek sa Bogom život otpočne. Prolazi nam život brzo kao san, slušaj sada riječi Kristove. Dođi zato k njemu dok još traje dan, znaj da Isus čeka na tebe. Sve sam u životu probao ja, malo toga dobro bilo je. Okreće se nova stranica, nek sa Bogom život otpočne. Sve sam u životu probao ja, malo toga dobro bilo je. Okreće se nova stranica, nek sa Bogom život otpočne. Nek sa Bogom život otpočne. Се враќаме повторно во живо, почитувани гледачи, во нашата емисија. Ја следите утринската програма на Радио Глас на надежта. Поздрав до сите вас кои во меѓувреме се вклучивте и сте дел од нашата денешна програма. Следува рубриката Искуства или вести од светот. Денес имаме интересно искуство, што ќе го продолжиме во наредната емисија, бидејќи е тесно поврзано, стана збор за иста или слична личност, бидејќи еве денеска ќе се запознаеме со таа личност, а во наредната емисија ќе продолжиме. Од дилер на дрога. Како станал адвентиста овој човек? Во наредната емисија, но сега да се запознаеме како тој бил дилер и како ги има првите контакти со адвентистите. Вестите ни доаѓаат од Полска или ова искуство. Матеј и Мартин биле најдобри пријатели на Марек во училиште. Значи, денеска искуството ќе ни го раскаже Марек. Кога доаѓало до тепачка на училиште, секогаш биле виновни истите тројца тинеџери – Матеј, Мартин и Марек. Денеска Матеј мртов. Мартин поминал 7 години од својот живот во затвор, а Марек е
поранешен дилерна дрога кој служи како водач на младите на христијанската адвентистичка црква во Полска. Што всушност се случило? Марек пораснал во христијанско семејство во Јужна Полска. На 18 години доживеал тежок удар кога девојката го оставила. Тој поминал 2 седмици во куќата и само лежел и плачел. Конечно тој решил да се моли: Боже, сакам таа да се врати. Сепак ништо не се случило. Пото се молел: Боже, не сакам да се будам, бидејќи се е толку болно, но сепак ништо не се случило. Марек престанал да се моли и станал атеист. Почнал да се дрогира, тогаш неговиот пријател Мартин решил да продава дрога и го повикал Марек да му се придружи. Марек набрзо станал успешен во продажбата на дрога, која исто така почнал да ја зема. Тој си мислел: ова е одлично, заработуваш многу пари, а постојано се забавуваш. Поминале 2 години, Марек не нашол кој да му се придружи на големата забава на новогодишната ноќ. Тоа бил голем празник, бидејќи светот влегувал во 2000-та година. Така Марек, кој тогаш имал 21 година, решил да ја посети својата баба. Таа ноќ се нашол како ја втеренично разгледува сликата на Исус во домот на својата баба. Тој си мислел: дури и да не верувам во Бога, Исус бил вистински. Тој бил на земјата. Ова година ние славиме 2000 години од неговото раѓање. Неговите мисли се вратиле на тоа како ја читал Библијата како момче. Тој се сетил дека Библијата го опишува Исуса како добра личност, која најдобро се однесувала со луѓето. Тој си помислил: Исус бил добар, дали јас сум добар? Во тој момент слушнал глас: да, добар си, ти си добар колку што сум и јас. До денес Марек не знае кој го изговорил тоа, но гласот го натерал да се освести и сериозно да размислува за постојањето на Бога. Неколку дена подоцна Марек го посетила жена која ветела дека ќе му ја открие неговата иднина. Таа ги мешала картите во рацете и му зборувала за крајот на светот. На овој свет ќе му се ближи полека крајот, рекла таа. Луѓето треба да се молат, да се обратат кон Бога. Марек се зачудил и прашал која ќе биде крајот на светот. Таа рекла дека тоа ќе се случи за точно 1 година. Марек и поверувал. Приближно во тоа време Марек почнал да ја чита Библијата, бидејќи сакал да знае како светот ќе го доживее крајот. Мислел дека ќе ги најде одговорите во Откровението. Ја прочитал книгата 3 пати и ништо не разбрал. Се вратил кон Евангелијата и се зачудил кога дознал дека Исус има царство во кое луѓето ќе може да бидат среќни, да уживаат и да живеат вечно. Тој сакал да биде во тоа совршено царство кога ќе настапи крајот на светот. Помеѓу забавите размислувал како да влезе во таа црква. Една вечер по забавата седел во автомобил со пријателите и јадел. Отеднаш неговото внимание го привлекол излогот во книжарницата, наречена Знаци на времето. Се сетил дека Исус зборувал за знаците на времето во Евангелијата и се прашувал дали ова книжарница може да му помогне да се подготви за крајот на светот. Следниот ден отишол во книжарницата и прашал: имате ли книги за Нострадамус? Жената зад пултот одговорила: не. Но ако те интересира пророштвата, ја имаме книгата Големата борба. Тоа била адвентистичка книжарница. Марек купил книга од Елена Вајт. Тој бил зачуден додека го читал извештајот за христијанската црква од времето на уништувањето на Ерусалим до второто Христово доаѓање. Го проверувал она што го читал во Библијата и барал дополнителни информации на интернет. Се чинило дека се вклопува. Една вечер, додека ја читал Големата борба, се запрашал дали добивам светлина со читањето на оваа книга.
Во книгата прочитал дека Мартин Лутер добил светлина од Бога. Сега се прашувал дали и тој добива светлина. Во тој момент сијалицата во ламбата над неговата глава почнала да трепка и да зуи. Сијалицата трепкала и зуела 10 секунди, 15 секунди, 20 секунди. Ова било необично, а Марек станал нервозен. Отеднаш го забележал својот одраз на прозорецот од другата страна на собата. Се што можел да види била неговата глава и сијалицата над неа. Токму тогаш сијалицата престанала да трепери и повторно блескала. Одговорот бил јасен. Помислил да имам сијалица какова над мојата глава. Тогаш за прв пат во животот го почувствувал Божето присуство и љубов. Тој клекнал и рекол: Боже, ако твојата љубов е толку голема, сакам да ти слушам. Еве, тоа е краткото искуство на овој млад човек. Меѓутоа, тоа искуство продолжува и ние ќе го продолжиме, ќе го прочитаме и во следната емисија, почитувани гледачи, како овој млад човек од разнесувач на дрога ќе стане одан верник на христијанската адвентистичка црква, односно ќе му биде послушен на Господа. Така да следете не и во наредната емисија, ќе го прочитаме до крај искуството на Марек. Значи, денеска имавме искуство од Полска, што ќе го продолжиме и во наредната емисија. Одеме сега повторно со песна. Бога би знаел ти, земја бежали Бог, каде се прекрасно, кај што нема болести, раздел би кај нема, вечно сите живеат, таму в та земја јас би отишол. Земја знам кај што се сите срекни, таму вечно живеат бежали Бог. Кога еден ден тој таму ке ме викне, ке појдам јас во тој дом на радоста. Знаел ти, земја за која копнеја, таму нема плачење, таму има вечен мир, кај со милите свој, ке бидеме заедно, таму в та земја јас би отишол. Земја знам кај што се сите срекни, таму вечно живеат бежали Бог. Кога еден ден тој таму ке ме викне, ке појдам јас во тој дом на радоста. Ке појдам јас во тој дом на радоста. The execution of Hassan Jerome had caused a national uproar back in Bohemia. He was believed to have been a faithful teacher, and as is often the case, now that he was dead, his writings attracted an even greater interest.
The Hussite Wars commenced about 4 years after the death of Hassan Jerome in the year 1419. As Pope and Emperor united to crush the Hussite movement, the Lord raised up a deliverer. Zisca was one of the most able generals of his age and was the leader of the Bohemians. He had lost sight in one eye during a battle in 1410, and later in his life he would lose sight in the other eye as well, but he would still lead his armies into battle after battle without losing. He is one of the few generals about whom it can be said, never lost a battle in war. He was a military genius and is credited with inventing an early form of the tank. They were called war wagons, and they were wooden boxes that were reinforced with steel on wagon wheels, and he would send these into battle with people inside and load them with cannons and crossbows and pistols. Despite having mainly peasants as soldiers, with the use of clever war tactics and with Providence on their side, the Hussite armies were able to repel the numerically larger and better trained papal armies. Zisca would fight over 250 battles in his lifetime and would withstand 2 full papal crusades against him, but he was not to die on the battlefield. Instead, he would fall victim to the Black Plague. But before he would die, he gave his men some instructions, telling them he still wanted to go with them onto the battlefield. He told his men to make a drum out of his skin, which they did. And they took this drum made with Zisca's skin and would beat it as they went into battle. His place was filled by Procopius, who was a skillful and brave leader, and in some aspects a more able general. The enemies of the Bohemians, knowing that the blind warrior was now dead, thought they would now be able to win. The Pope launched another crusade against the Bohemians in 1427, where he was defeated. He then launched another crusade where he was defeated again. In 1431, under a new pope, a 5th crusade was launched, but once again the papal armies were soundly defeated by the Hussite forces. Realizing that they couldn't conquer by force, they resorted to diplomacy. A compromise was entered into that, while appearing to offer freedom of conscience, really betrayed them into the power of Rome. The Bohemians had specified 4 points as a condition of peace with Rome, and these were: the free preaching of the Bible, the right of the whole church to both the bread and the wine in the communion, the use of the mother tongue in divine worship, the exclusion of the clergy from all secular offices and authority, and, in cases of crime, the jurisdiction of the civil courts over clergy and laity alike. At last, the papal authorities agreed to accept the 4 Hussite articles, but that the right of explaining them, that is, of determining their precise import, should rest with the council, that is, with the emperor and the pope. On this basis, a treaty was entered into, and Rome gained by dissimulation and fraud what she had failed to gain by conflict. For in placing her own interpretation upon the articles, as upon the Bible, she could pervert their meaning to suit her own ends. Oftentimes, when Satan is not able to defeat us through open confrontation, he tries the tactic of compromise. It's something he's done repeatedly throughout history and throughout the Bible. May we be careful, wise and discerning, and most of all resolute, and that we stand for God through whatever tactic Satan uses against us, whether it's confrontation or whether it's compromise, and that we may always stand for God.
Kako Avram, što pošao so vera, koga go čul Boži odpovik, ne znaiki kade odi. Kako Izrael, što go sledil so vera stolbot od oblak do vetenata zemlja. Taka i ovije neznabošci pošljevo potraga poveteni od spasitel. Orijentalните zemlji bile bogati so dragocenosti i mudrecite ne trgnali na pat so prazni race. Bil običaj na vladatelite i na drugite visoki ličnosti da im se davat podaroci vo znak na počit. I zato na onoj vo koga trebalo da bidat blagosloveni site narodi na zemljata mu se podareni najskapoceni podaroci što možele da se najdat vo nivnata zemlja. Morale da patuvat noke za da može da je sledat zvezdata. Patnicite gi skusuvale časovite, povtoruvajki go staroto kažuvanje i proročkite izjavi za onoj što go barale. Pri sekoja počinka ti gi istražuvale proroštvata i taka se posrasto bile uvereni deka Bog gi vodi. Dodeka pred sebe je imale zvezdata vodilka, bile i vnatrešno osvedočeni so svetio duh koji dejstvoval na nivnite srca i gi vdahnuval so nadež. Patuvanje to, iako dolgo, bilo srećno za njih. Почитано гледачи, полека дојдовме до втората половина на нашата денешна утринска програма, односно веќе сме полеки при крајот, но следува рубриката кратка утринска порака, духовна порака од Библијата. Веќе неколку емисии наназад зборуваме и размислуваме за Исусовото распнување, односно за уште двајцата распнати луѓе кои биле едниот од десната и од другата страна на Исуса Христа, а Библијата ги нарекува двајцата разбойници или злосторници. Во минатата емисија ја спомнавме молитвата на оној разбойник од десната страна, кој се молил: Исусе, сети се за мене кој ќе дојдеш во Твоето царство, и сети се на мене, Господе, кој ќе дојдеш во Своето царство. И рековме дека Исус во тој миг му ветува дека ќе биде спасен, а не дека ќе биде веднаш во рајот пренесен после неговата смрт. Како е да е, тоа било големо обратување на овој разбойник кој го искористил последниот миг или мигови од својот живот да се обрати и да го прифати Исуса Христа. Библијата не ни открива колку долго време тие виселе на крстот, односно се знае од историските податоци дека тие таму биле додека не умреле, кои ќе умрат, ги симнувале и ги погребувале. Меѓутоа, не знаеме колку злостолникот уште долго живеел откако го нашол Исуса Христа како свој спасител. Можеби тој живеел уште некое време, неколку часови или денови, но како е да или пак неколку минути, сепак тој ќе умре, односно им ги кршиле колената да предизвикат побрза смрт на овие разбойници, бидејќи не сакале да тие разбойници кои биле распнати да влезат во сабота непогребани, односно да бидат на крстот, бидејќи за евреите тоа било соблазна, односно било хула на Бога и грев. Сепак, овој разбойник од десната страна, почитувани гледачи, ја искористил последната прилика да го најде Исуса како свој спасител. Колку сме се колебале да ја донесеме, можеби и ние понекош нашата одлука. Колку години, колку седмици, колку денови уште ни стојат на располагање, никој од нас тоа не го знае. Исус постојано не повикува да дојдеме кај него како што го повикал и овој разбойник, не само тој од десната страна. Иста привилегија имал и оној од левата страна, меѓутоа тој тоа го одбил. Само оној од десната страна се покајал и го прифатил Исуса Христа. Колку години, колку седмици, колку денови уште ни стојат на располагање и нам ние не знаеме. Затоа искористи го апелот кој денеска Бог ти го упатува. Вистина е дека кај Исуса можеме да дојдеме во еден миг, но дали знаеме уште колку денови ни преостанале? Не ни е познато дали подосна навистина ќе сакаме да дојдеме кај Исуса. Сега е време да го примиме спасението.
Кога внимателно ќе го проучиме патот на разбойникот кон Исуса, се станува мощне едноставно. Прво, го прифатил Исуса како свој спасител. Второ, го признал својот грев. Трето, му се обратил на Исуса во молитва. Зошто не би постапиле и ние така денеска? Сите можеме да се молиме со своји зборови во согласно со нашите потреби. Еве една кратка молитва што можеме сите ние да ја молиме, почитувани гледачи. Драги Исусе, верувам во Тебе како во свој Господ и Спасител. Ти можеш да го измениш мојот живот. Те молам, стори го тоа сега. Прости ми ги сите гревови и сочувај ме од злото. Кога ќе дојдеш во славата на Твоето царство и кога ќе се сетиш на разбойникот на крстот, сети се и за мене. Ти благодарам затоа што ми помогнуваш, ми помагаш да верувам и да го прифатам Твоето ветување за вечен живот. Еве, едноставна молитва, почитувани гледачи, но можеме и ние да ја молиме, и ние да користиме во нашиот живот. Отворете го вашето срце. Исус ги прифаќа едноставните, простодушните молитви. Знаеме дека Библијата не дозволува крстење со рака. Тоа не е молитва. Молитва е кога ние со устата, со зборови, ќе го искажеме чувството, она што го чувствуваме во нашите раце, во нашите срца. И овој разбойник тоа го сторил. Тој кажал, Исусе, сети се за мене, грешникот. А оној другиот останал нем, уште му се подсмеувал на Исуса, му рекол, ако си син Божи, ако си Бог, симни се себе си и симни не нас, помогни ни да се избавиме од овие крстови. Меѓутоа, Исус можел тоа да го стори, но не сакал, зашто неговата мисија не била да си ги олесни маките, да избегне смртта и крстот, туку да оти до крај, бидејќи преку смртта Исус го победил сатаната и денеска знаеме дека ѓаволот е победен непријател и ги одбројува своите последни часови. И затоа нека ова молитва биде и наша, почитувани гледачи. Господи Исусе, верувам во Тебе како свој Господар. Те молам, стори го тоа, прости ми ги гревовите и сочувај ме од злото. Кога ќе дојдеш во славата на Твоето царство, сети се и за мене како што си се сетил, како што си му ветил и на разбойникот. Ти благодарам затоа што ми помагаш да верувам и да го прифатам Твоето ветување за вечен живот. Нека Господ биде и со нас и нека ни помогне на сите оние кои се уште се на својата животна раскрсница да го одберат вистинскиот правец, да го следат Исуса Христа. Овој разбойник не се двоумил. Го прифатил јавно Исуса Христа и ќе биде спасен еден ден кој ќе воскресне. Тој е погребан, тој веќе не е жив, не е ниту на небото, ниту во рајот, ниту во пеколот. Тој е во земја, односно во својот гроб и чека промена, чека воскресение кога Исус ќе дојде и го пречека во небесното царство. Одиме сега со уште една песна, а потоа ќе одиме при крајот на ова наша програма. Surrounded by everyone, still empty inside. My soul
You are there, and you will bring the light, В рубриката Здрава храна денеска, почитувани гледачи, би споменале нешто за доматот. Зошто доматите треба да бидат застапени на нашите трпези? Традиционално, секако, доматите ние ги користиме, барем во Македонија. Тие се идеална храна, особено за топлите периоди кои се пред нас. Богати се со вода, малку калории, а од друга страна имат многу хранливи, па дури и лековити материи. Доматот е едногодишно растение од семејството, значи на домати по потекло од Средна и Јужна Америка, а во Европа е донесено после колонизацијата. Нашата земја е позната по производство на многу вкусен домат, најчесто во Стромичкиот и Скопскиот регион. Најпознатиот е вкусниот јабучар со розеникава боја и специфични вкусови и карактеристики. Доматите најчесто се користат во салати, но и други рецепти кои вклучуваат готвење. Во продолжение веќе наведеме неколку најважни нутритивни факти за доматите и научно потврдени корисни дејства за нашето здравје. Најпрвин, доматите имаат нутритивна вредност. Доматите содржат огромна количина на вода, некаде околу 95%. Останатите 5% главно отпаѓаат на јаглено-хидрати и растителни влакна. Свежите домати се богати со нерастворливи растителни, односно содржат околу 1,5 мг растителни влакна на 100 грама домати. Доматите исто така се богат извор на следниве витамини и минерали. Витамин С, калиум, витамин К1, витамин B9. Доматите се богати избори на други значајни компоненти за здравјето, фитохемикалии. Содржината на фитохемикалиите, но и другите нутритивни компоненти на доматот главно зависат од видот и бербата, но генерално тие се богати со ликопен, бета-каротен, нарингенин, хлорогенична киселина. Ликопенот, овој пигмент е најзастапениот во зелите домати. Генерално, што поцрвен домат да биде, тоа повеќе има ликопен. Најголемите негови концентрации се утврдени во тенката доматна лушпа. Важно да се напомене дека овој пигмент е термостабилен, па исто така е застапен и во процесираната доматна храна. Сепак, например, кетчапите и останатата процесирана доматна храна се богати со додадени шекери и други штетни компоненти, па свежиот или доматот сготвен во домашни услови треба да ни е приоритет. Секако луѓето јадат домашен, односно кетчап фабрички направен, но во нив има и други хемиски препарати, а посебно има доста шекери. Најдобро кога би се направил кетчап домашен. Свежиот домат содржи и дополнително други значајни компоненти кои ги наведовме претходно. Доматите се корисни за здравјето, за дигестивното здравје, за помош при слабење, но се и погодни за диабетичарите. Понатаму доматот е добар и за срцето. Срцевите и мозочните удари се најчестата причина за предвремената смрт на светско ниво. Неколку студии на мажи од 40 до 50 години даваат усогласени податоци кои велат дека оние испитаници со ниско ниво на ликопен и бета-каротен во крвта имале поголем ризик од срцев и мозочен удар. Затоа треба да се јади, барем во летниот период, многу домати. Бидејќи здравјето има многу придобивки од корисноста на доматите. Доматите се добри и за здравјето на очите. Бета-каротенот или витаминот А е
клучниот витамин за одржување на здравјето на очите, но и ликопенот се покажал како значаен. Повеќе научни студии укажуваат дека овие нутриненти не заштитуваат од најчестите очни заболувања, вклучително катарактата и макуларната дегенерација. Тоа се очни болести кои се поврзани со возраста. Понатаму доматите се добри за кожата. Витаминот С е богат доматот, учествува во метаболизмот, односно продукција на колагенот, најчестиот протеин во телото, кој е многу значен за здравјето на кожата, но и на коските. И затоа, почитувани гледачи, се подсетивме денеска за корисноста на доматот. Пазарите се полни, се повеќе кима, како летото одминува, кима се повеќе домати на нашите зелени пазари, можеби сами имате засадено дома, затоа да го користиме доматот и во разни сосови, во зимници, но најдобро е во свежа состојба. Одиме сега со еден джингл и веднаш се враќаме повторно во емисија. Сакам денеска да ви ја покажам новата библиска поука за новото тримесечие. Вие кои ја користите поуката, освен на вашите мобилни телефони, што може да ја симнете апликацијата и да имате секојаш со вас, но вие кои сакате во пишна форма, еве ја новата библиска поука за новото тримесечие јули, август, септември. Послание до ефесјаните, како да го следиме Исуса во тешки времења. Ова поука ќе ни даде одговор. Доколку сакате да ви ја испратиме и ние да ви ја понудиме и ви ја нудиме всушност во ова емисија, цената е само 100 денари, значи по пошта ви ја испраќаме на ваша домашна адреса или нашите соработници ќе ви ја достават. Значи книгата Новата библиска поука, библиска доктрина, послание до ефесјаните. Ова тримесечие, некаде до крајот на септември, ќе учиме ова книга, односно ова библиска поука. Има интересни факти внатре, интересни совети, затоа од срце ви ја препорачувам новата библиска поука, посланието до ефесјаните, како да го следиме Исуса во тешки времења. А вие, почитувани гледачи, кои сакате подробно, подлабоко да ја учите Библијата, ви го нудиме бесплатно дописниот курс Славните висти на Светото писмо, односно имаме сега и нова библиска поука, како што рековме, но и библискиот курс Библијата зборува.мк. Да видиме сега и рекламата. Почитувани пријатели, доколку сакате да ја изучувате Библијата, имате изворедна прилика тоа да го сторите преку онлайн веб страницата на Библијата зборува. Оваа веб страница е креирана за да ви обезбеди сеопфатно, организирано и темелно проучување на Библијата. Курсевите се бесплатни и без обврски. Можете да го следите во кое било време, тогаш кога вам ви одговора. На располагање ги имате следниве курсеви: библиска археологија, библиски пророштва, за верата и верувањето, библиски совети за здравјето, библиски совети за бракот и семејството. Запознајте ја Библијата, Светото писмо на Стариот и Новиот Завет преку курсевите на интернет или во печатена форма. Почитувани гледачи, полека дојдовме до крајот на нова наша денешна утринска програма Добро утро. Благодарам на вашето внимание, на присуството во нашата емисија, што не следивте. Ми престанува да ви се заблагодарам и да ви посакам пријатен викенд. Викендот е пред нас, искористите го за прошетка во планина или тамо кај што сте веќе планирале. Господ нека биде со сите вас. Ви закажувам нова средба во наредната емисија, да се видиме повторно во понеделник со нови податоци, со нови интересни содржини. А до тогаш останете со здравје. Почитувани пријатели, ви покануваме да ја следите нашата нова утринска емисија под наслов Добро утро на радио Глас на надежта.
секој понеделник и петок со почеток во 9 часот. Емисијата ќе изобилува со нови содржини и прилози. Програмата ќе се емитува во живо од студиото, а ќе се емитува на Facebook страната на Радио Глас на надежта. Се гледаме.